Добро дојдовте назад утринска на телевизија Алфа. Добро утро секое утро. Верувам дека секое утро ви е навистина добро заедно со нас. Отворена програма, се до 10 часот и 30 минути сме заедно со вас. Вие најавивме веќе темата за денеска. Секогаш сакаме да бидеме актуелни, но и да ви ги презентираме нештата што здравје значат, а ние се грижиме за вашето здравје, а и Аџи Бадем Систина. Добро утро и добро дојде за Ана Антовска, нутриционист, токму од клиниката Аџи Бадем Систина. Добро дојдовте во студиото на телевизија Алфа. Добро утро, благодарам што ме поканивте и поздрав до вашите гледачи. Да, интересна тема за денеска, со оглед на тоа што конечно ни дојде лето. Така. Па правилна исхрана во време на летен период, но исто така ќе се задржиме и на останати теми врзано за постоперативна правилна исхрана, исто така при болнички третман. Сега да започнеме. Вчера излезе едно известување токму од Аџи Бадем Систина дека не е ковид болница. Зашто поточно станува збор? Навистина Систина не е ковид болница, тоа значи дека Аџи Бадем Систина не прима пациенти кои што имаат ковид и кои што треба да се лекуваат од истата состојба, туку при хоспитализација, доколку на пациентот со брз ПСР тест се детектира COVID-19, пациентот мора да подлежи на итна интервенција или во живото загрожувачка состојба, во тој случај го третираме за состојбата акутна за која што е дојден. Истото се случува во тотално изолиран дел, значи во зграда каде што персоналот нема никаков допир со, зборам за целиот персонал на болницата, нема допир со пациентот, работи специализиран тим и потоа постоперативниот третман на пациентот е исто така во изолиран дел. Значи сите оние кои што имаат одреден здравствен проблем можат слободно да дојдат кај нас и да си го решат и да не се плашат дека можеби ќе може да се заразат, односно дека кај нас се лечат ковид пациенти од COVID-19. Да, исто така ќе зборуваме и за тоа дека сте освен нутриционист, ќе кажем од првата генерација дипломирани нутриционисти. Навистина тоа е гордост, верувам. Многу сум горда на тоа. Да, пред 10 години се отвори нашиот факултет. Ете, завршив како прва генерација и успев и минатата година да магистрирам и навистина убаво е кога се сака професијата, а убаво е кога државата ќе ве овозможи да тоа се изреализира. Да, но освен што сте нутриционист во Аџи Бадем Систина, исто така сте и ХАСАП координатор. Да. Врзано за мисијата, визијата сама на клиниката Аџи Бадем Систина, дека сакате да бидете на рамниште со веќе светските стандарди. Така. Ете, во однос на тоа, пред да започнеме на правилна исхрана во летен период, да кажеме како вие се грижите да биде се под контрола, односно па не знам ако има некоја интолеранција на храна, не на обично алергени, алергени нели додатоци што се во исхраната, па гледате да бидат тие изоставени. Навистина се грижите да бидете. И тоа го постигнуваме. Да, јас сум ХАСАП координатор. ХАСАП значи следливост, односно внимавање на следење на суровината од суровина до готов производ. Тука тоа е цела машинерија, значи имаме оддел кој што е навистина со вработени прекрасни луѓе кои што се грижат за безбедноста на пациентот од аспект на храната. Меѓутоа JCI стандардот кој што го добивме веќе втор пат се акредитиравме лани, тоа значи тој стандард подразбира безбедност на највисоко ниво на пациенти во болници и подобрување на квалитетот на работа во болниците. Многу сме горди на сертификат на стандардот, бидејќи бевме прва болница на Балканот, во регионот, која што го доби тој престижен стандард, а лани се реакредитиравме. Тоа значи дека секој оној кој што доаѓа кај нас во болницата, од влез до излез од самата болница, безбедноста за истиот е на највисоко ниво. Споменавте алергени на храна. При приемот на секој пациент анамнестички се пристапува исклучително професионално. Тука се истакнуваат сите проблеми кои што може да бидат поврзани од било кој сегмент, значи алергија на лекови, на храна. Јас како нутриционист морам да обезбедам оброк за секој пациент, кој што значи сигурен оброк и квалитетен оброк. Значи многу е битно дека внимаваме на квалитетот на суровините и дека секој оброк е избалансиран, односно внесот на потребен дневниот внес на основните нутриенти е запазен, а исто така, како што реков, и внимаваме при индивидуална потреба да не дојде пациентот во контакт со алергени. Тоа е многу битно. Многу е битно, затоа што исхраната во некои случаи е
помага многу во третманот на еден пациент. Да, и диагнозата исто така е многу битна, но и Тоа е- исхраната, тоа посебно е исто битно, тоа е така- прво. Да. Затоа што пред се докторите и само да кажам дека секој ординариус кој што прима пациент кај нас, дали е конзервативен третман или е оперативен третман, исхраната, видот на исхраната мора да ја одреди доктор. Значи, јас само сум алката која што ги бира намирниците, односно ја составува исхраната по назнака на доктор. Тоа е најбитно. Така. Се е во согласност на пациентот, нели, да биде од сите страни, нели, инспирација ви се пациентите пред се и Дефинитивно. нивното здравје, секако. Со оглед на фактот дека имам тоа задоволство да ги посетувам сите дневно, сите оние пациенти кои што внесуваат храна, без разлика на видот на храната која што внесуваат, навистина е задоволство да се размени енергија, а тие пак се чувствуваат убаво затоа што има кој да се погрижи како родител за баш за тоа колку изеле, дали јадат и дали е се во ред, во смисла со дигестијата, дали имаат проблем со одредени состојби кои што мене ме засегаат, односно каде што јас можам да им помогнам и во принцип се прават промени во чекори, значи при посета, доколку исхраната не ја менува, не може да не ја загрозува состојбата на пациентот. Во тој случај морам да го консултирам докторот кој што се грижи за исто. Да, ќе позборуваме уште за ова ваша здравствена услуга и понатаму при болнички третман, но и после оперативен зафат. Верувам дека многумина од нашите гледачи ќе ги интересира тоа, затоа што знаете што, кога ќе го отпуштат пациентот и му велат да, ќе јадеш тоа, но тој ретко се придржува, но би требало, нели, со одредени правила да биде, така да. Би требало да се придржува затоа што во спротивно може да се направи проблем и пак да се врати. Знаете, тоа е нешто што не е баш. Ќе зборуваме за тоа, но да она што го најавивме, лето почна. Така е. Сега да има овоше зеленчук, исто така сакам да кажете на каков начин треба да консумираме и овоше и зеленчук, односно како да ги дезинфицираме, затоа што нели сега се е дезинфицирано, па дури овошето и зеленчукот, вие сте тука да ни кажете на каков начин да бидат тип-топ за јадење. Во една прилика на нашата Facebook страна објаснував на почетокот, само што се појави пандемијата, како да се манипулира со овоше и зеленчук, значи со свежа храна, а да добиеме безбедна храна, затоа што секоја храна не е безбедна, тоа е многу битно. Правилната исхрана не значи дека е безбедна. Мојот начин, лично мојот начин на манипулација е следен. Јас поучена од тоа дека сапунот и водата го мијат вирусот. Збориме сега за COVID-19, не збориме во нормални услови, кога треба да се измиува со убав млаз вода овошето и зеленчукот или да одстои во сода бикарбона за да се дезинфицира, може и алкохолен оцет да се стави, меѓутоа да се ресорбираат околу 75% од резидуите од пестициди, тоа е нешто друго. Јас лично правам раствор од една капка сјај за садови, меѓутоа да не биде претерано во голем сад, и тука ги киснам 5 минути сите оние продукти кои што сакам да ги измијам. Звучи малку чудно. Да, звучи обично малку, сода бикарбона може би. Содата не знам каде е докажано, никој не ми е раце со сода бикарбона и никој вирусот не го трга така. Гледав епидемиолози и инфектолози кои велат дека на површина не може да остане вирусот на храна. Јас лично малку не знам, тоа другачие допира до мене. Може би ми е грешен пристапот, меѓутоа сметам дека е најбезбедно така и убаво плакнење. Затоа што садовите ги миеме со сјај и со вода, така да ако добро го и после ништо не се интоксицираме од сјајот, така исто би било и со овошите со зеленчукот. Не зборам за банана, например. Бананата јас ја дезинфицирам со алкохол. Ја прскам, ја бришам со хартиена крпа и ја консумирам. Тука се битни рацете. Значи треба да внимаваме колку ни се чисти рацете, откако ќе ги измиеме сите тие производи. Така да оставам на гледачите да решат сами што ќе направат. Мислам, тоа е мојата препорака. Добро. А што мислите за оние препораки, преплавени сме од социјалните мрежи, со совети колку ви душа сака, од типот подобрете си го вашиот целосен организам за 10 дена, јадете ги тие и тие намирници за 15 дена, вашиот имун систем ќе биде на највисоко можно ниво. Што мислите вие за тоа? Многу ме интересира. Знаете како, навистина е тажно малку колку многу луѓе се осврнуваат и
Да читаат на изгубите интернет. 10 килограми за 15 дена. Тоа е шок за организмот и тоа е погубно. Тоа може да има последици многу сериозни на организмот. 4 до 5 килограми максимум се доволни, односно максимум се да се изгубат во текот на еден месец, не повеќе од тоа. За тоа сме ние тука и треба да ни се обратат заради тоа што сепак образованието значи и искуството се така да јас не препорачувам да се читаат совети од интернет и да се приде кон диети кои што веќе се поставени како готови. UN диета, хроно диета, кето диета. Секој организам е различен. Треба да се има индивидуален пристап, треба анамнестички да се приде, значи без крвна слика не можете да направите исхрана за никого. И секој посебно има потреби, има кризи и има различен ритам на живот. Меѓутоа, генералните правила се дека треба да се јаде умерено, меѓутоа редовно. Сите овие диети се косат со нашите совети како нутриционисти на светско ниво, дека не треба да има 5 оброци во текот на денот до 6, меѓутоа јас сметам дека треба. Само така може да се убрза метаболизмот, а дебелината е метаболна болест, така да Да, но какви оброци? Тоа е многу важно. Сега ќе ви објаснам. Значи, многу е битно да се внесуваат целозрнести житарки, да се внесува овошје умерено, зеленчук исто е битно, кој вид да не е скробен зеленчук, сега зборуваме доколку треба некој да намали телесна тежина, да се внесува бела риба и бело месо, печурките се одличен извор на протеини и се замена за месо, зборам во летниот период, да се внесуваат салати и јаткасти плодови. Ова зборувам за здрави луѓе кои што немаат одредена состојба, нарушено здравје, поготово во дигестивниот тракт, така да би сакала вашите гледачи да не абстрахираат сите оние кои што имаат одреден проблем, бидејќи навистина е битно индивидуално да се пристапи кон секој кој што има здравствен проблем. Појадокот е оброк кој што е најбитен и навистина треба да биде и најобилен, ако можам така да се изразам. Тука се житарките кинуата и просото се безглутенски житарки. Јас не сум поборник да не се внесува глутен, напротив, меѓутоа во умерени количини, односно да не се внесуваат бели теста бидејќи содржат многу адитиви. Треба да ги избегнуваме секоја храна која што е пакувана. Конзервирана. Пакувана, да, затоа што не мора да е конзервирана, се што е пакувано содржи подобрувачи на вкус, содржи бои, содржи адитиви за да подолго нели остане во пакување храната. Добро, ајде се вратиме на овошјето и зеленчукот, можеби најбитни во летен период, но кои? Сезонските? Затоа што сега лубеница излезе, каде лубеница во јуни? Секогаш, видете, сега во последно време имаме неверојатни работи. Преку цела година има зеленчуци и овошје. Јас преферирам сите зеленчуци и овошје да се јадат сезонски. Пробав лубеница, не е лоша. Меѓутоа ми се случи еднаш да пробам да ми има мирисаше на прашак за перење. Да. Мислам, малце беше чудно, меѓутоа не фрлив. Се што е сезонско треба да се внесува и умерено, во порција од 100 грама. Обично треба да мериме со дланките. Колку ни се дланките, толку да биде и оброкот во еден тањер за време на ручек, ако зборуваме за комплетниот оброк. Тогаш нема да претераме и ќе биде доволен внес калориски за секоја индивидуа. Во сезона имаме, како Македонија, имаме навистина многу голема палета на свежа храна и треба да посегнеме по неа. Меѓутоа да биде умерено, да завршам само да има појадок, после 3 часа надоцна да има ужина, ручек, да има ужина после ручекот. Таа ужина може да содржи јаткасти плодови еден грст, заради тоа што се изобилуваат со незаситени масти и со протеини, а исто така имаат висок минерален статус. А што доколку некој не сака јаткасти плодови? Не мора да ги внесува. Добро. Како да внесе тогаш ужина? Може да внесе преку семки, може да внесе овошје, слободно, може да изгрцка еден морков, свеж морков. Значи, морков ужина овошје, да. Добро. Морков е многу убава ужина. Добро. Поготово во летниот период, бидејќи има големо количество на витамин А и бета-каротен, така убав е за кожата, за припрема на сончање, со тоа што оваа година ќе се сончаме најверојатно внатре. На плажите во Македонија. Да. Секако. Така да било кој зеленчук или овошје може да биде ужина и да има рана вечера која што ќе биде полесна. Тоа пак подразбира или некое јадење од зеленчук
или вегетаријанско може да биде, или да биде со, како што кажав преска, со немасно месо и со риба. Не велам дека не треба да се јаде црвено месо во лето, треба да се избегнува и да се избегнуваат тешки јадења. Пржена храна, се она што го топли организма. Пржена храна, алкохолни пијалоци, има сега коктели може да се напиеме, меѓутоа да биде умерено, 1 до 2 коктели, да не се претара. Велите пржена храна не, но она македонска манџа летна? Може да се динста, не мора, тоа е веќе, знаете како, со малку масло, се топи, со додавање на малку сол, пиперката се топи, не мора да се додава масло. Така да практично доматот кога ќе се стави, веќе се добива една убава течна маса, која што ќе се динста. Така да летната манџа не е проблем, проблем е лебот кој што ќе се внесе со летната манџа и количината на сирење кој што оди со нејза. И количината на лебот, да. Да, реков. Умерено. Добро, ајде сега за тоа што го споменавме постоперативна исхрана, затоа што не секоја болест е одредена понатаму и исхраната, нели, диагнозата, понатамушниот третман и третманот во исхраната. Вие сте тука да ни кажете, но и болестите се различни, исхраната е различна, така? За различни болести и колку има тоа врска? Нели, како е органот што е заболен, или срцето јадете повеќе, не, мозокот јадете повеќе ораси, не знам, има ли тоа врска или тоа е некој наш лаички, да речам? Лаички. Така. Значи, се треба да биде умерено, треба да се внесуваат сите продукти што ни ги дава природата, така да, има одредена храна која што е добра за некој орган, меѓутоа не е за секого така. Јас ќе објаснам вака. Кај нас пациенти доаѓаат и се лекуваат конзервативно, значи нема потреба од интервенција, и нели оперативни пациенти. Постојат генерални менија, односно исхрана која што веќе имаме, зборувам за оние кои што имаме и здрави родилки, да не ги заборавам, посебно ни се драги, затоа што многу бебиња излегле од кај нас и тоа е најубавиот оддел кај нас. Така, секако. Така и започната всушност. Да, добиваат, имаме 3 генерални исхрани, тоа е исхрана за луѓе со дијабет, кардиолошка исхрана и стандардна, односно општа исхрана. Сите тие се искалкулирани во енергетска вредност, точно знаеме колку внесуваат протеини, јаглехидрати и масти дневно. Тука ни се обележани и алергените, така да колегите во болничката кујна точно знаат кој јадење каков алерген има, затоа ви кажав дека немаме грешки, односно не може да добие пациент нешто што не треба. Да, се случувало примери интолеранција на глутен, а воопшто и да не знае пациентот. Може, меѓутоа тоа мора да се детектира кај дигестивен лекар и да потоа се пристапи кон лекување, зависи во која состојба пациентот. Токму затоа реков, различни се болестите и различна е исхраната. Така е, зависи од операцијата. Постоперативната исхрана е многу, има, како да ви кажам, многу различни операции и обично некоја операција бара течна храна првите 2 дена, односно течна кашеста, потоа се преминува на лесна варена храна, потоа на општа варена храна, тоа би значило да има и месо, меѓутоа да не е масно месото, да е варено само, и веќе за неколку дена пациентот може да јаде и стандардна храна, како што реков на почетокот, сето тоа го бара ординариусот од нас и мораме да го доставиме така како што е како што е побарано. Меѓутоа, при испис од нашата болница добиваат совети пациентите, онаму каде што смеам јас да се вмешам, обично дигестивните операции советите ги дава ординариусот за тоа што знае точно што видел, колку оперирал, до каде е пациентот, така натаму. И после тоа, доколку сакаат, може да се јават кај нас и да се закажат термин за да го следиме, да ја следиме исхраната заедно подолг период. Да, ви благодарам за навистина стручните совети. Верувам дека и на гледачите на телевизија Алфа ќе им дојдат. А исто така знам дека Аџеба Семстина се грижи апсолутно за своите пациенти, затоа што ви се приоритет. Да ве прашам за крај, затоа што едно врапче ми шипна дека сте биле наша колешка, новинарка. Ви фали ли таа професија? Пред 20 години, не знам, не.
не ми фали, меѓутоа ете магијата овде е друга. Јас се надевав дека толку ќе бидам возбудена пред да влезам. Добро, помина се како што... Да, супер, помина и многу ми беше пријатно. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш на поканата и ќе ги поканам сите оние кои што имаат одреден здравствен проблем слободно да дојдат кај нас, бидејќи се безбедни и не можат да се разболат од корона.